Инаку од избори блиски до владата, дознаваме дека е побарана логистичка и оперативна подршка од владите на Соединетите Американски држави, Обединетото кралство и Израел, а со цел што поскоро и поефикасно да биде разрешена актуелната криза. This is CNV breaking news. We have exclusive footage of the first interview with the Prime Minister's wife. Еве овде му се папучките. И чаршафот е уште изгужван. Јас спијам од оваа страна, а тој спие тук. Е перничката е уште тук. Стане, човече, за пар сати ќе дознати наши. Јас само се напив водичка. Чувам до креветот водичка. Се напив малко и кога се свртев, него веќе го немаше. Да, тука е со мене. Сега ќе ослушнете. Кажи нешто. Кажи ало. Ало. Добре. Вака, оди таму, ќе чекаме. Вака сега. Имаме неколку барања. Прво. Почитувани гледачи, оваа вест за вонена состојба поради тоа што е киднапиран премиерот на Република Македонија ја објавив пред 10 години, бидејќи како што можете да забележите сум драстично поинеков. И еве по 10 години јас во студиото конечно успеав да ги донесам киднаперите на премиерот, киднапирањето кое се случи тогаш во 2008 година. Со мене се Васил Христов и Игор Ангелов, двајца од многуте други од големата екипа кои 2008 година го снимаа овој филм за наводното киднапирање на премиерот. И вака моето прво прашање како сериозен новинар, зошто го киднапиравте премиерот господине Христов, господин Ангелов? Не се кај. Како се случи, како беше идејата да таква една субверзивна акција превземете во тој еден период на една преродба? Да, духовна преродба. Естествена преродба, нели? 2008 година. Не, може да отворено да се избора преродба на наша. Види, вака на ти прво, бидејќи сме и приватно пријатели, така, и кон публиката да се обратим, објаснам практично што се случуваше. Значи, 2008 година, ја не претоа малку се вратив од Холандија и по моето доаѓање, еден мој колега ми пристапи и ме замоли да работам во мојата представа. На моје длабоко изненадување, бидејќи тогаш нели беше УЕК, се уште она ДПМ не беше у, нели. Као окей ќе биде. Да, окей ќе биде. Сега, мислам, човекот што нека да го менувам, бидејќи се уште ми е пријател и добар пријател, како да кажам. Едноставно имаше најотворено, демек, ме пофали као режисер, сакаше да се работува со мене и така натаму. И не беше премногу загражен околу кој текст, која тема. Ја му кажав Мара Сад, предпоставувајќи дека он знае зашто станува збор во представата, тоест во текстот на Питер Вајс. Меѓутоа, очигледно дека човекот имаше добра желба, добра намера и немаше... Кога сме на ти, да. Подсети за Мара Сад, кратко, бидејќи не сите гледачи знаат за Мара Сад. Управо тоа сакам да кажам, значи Мара Сад беше 2008 година, мој прв проект после 15 години се вратив у Македонија, у Скопје и ете, ми се даде шанса да работам Мара Сад. Голем проект, мислам, невообичаено голем проект и за било кој театар, на 34 артисти учествуваа во проектот. Што не значи финансиски дека беше оптеретен, меѓутоа беше на број голем. Приказката за Мара Сад, сакам сега, да кажам, и поентата која произлезе од таа приказна која вие ја поставивте тогаш во Македонскиот народен театар. Оригиналниот текст на Питер Вајс е зборува за еден дуализам, значи една дебата помеѓу Маркиз де Сад и Жан Пол Мара. Кога би се, нели, на вистина случил. И неговата, како кажам, драмска структура е сместена во една лудница. И он ги тера лудаците практично да играат представата
каде што он влегува во длабока полемика, политичка полемика и дискусија со Жан Пол Мара, водачот на револуцијата, кој што подоцна знаеме како се тоа заврши крваво и така натаму и така натаму со граѓанската војна, француска револуција и така натаму. Нели меѓу себе се испод закла, испод тепа и како и некои тука наши што има во подалечни поблиска историја. И консеквенците од таа представа? Консеквенците беа, како да кажам, вака. Најпросто кажано, значи човекот кој што ме донесе во театарот, едноставно од добри желби и добри намери, ми даде услови да тоа сработам, меѓутоа не беше очигледно свесен за консеквенците кон него пред се, како управник на театарот, а и понатаму кон мене и кон целата екипа. Едноставно, некам да сугерирам дека имавме доста, како кажам, внатрешен бојкот и така натаму од некои технички соработници, дури се случи една одвратен ексцес каде што е главниот глумец за малку ќе настрадаше. Подметано беше кебе кој што беше подкинато, он требаше да скокне и да го вакво, така да човекот се струпули на сцена. Така да премиерата беше одложена токму ради тоа. И потоа... И мене ми стана јасно, практично... Мара Асад беше на репертуар колку време? Па неполна година. Да. Дојде господинот Љубоше Георгиевски и ја укина. Уметнички директор. Меѓутоа, не битно. Меѓутоа, знаејќи го сето ова, унапред практично, дека ќе најдам еден таков отпор, морам да спомнам и ова, да спомнам дека 34 беа учествуваа во таа представа, меѓутоа, голем дел беа веќе некои вработени и многу постари колеги имаше. Меѓутоа, она што беше фрапантно, тоест интересно и значено и за Игор као Игор беше дел од тоа. Да, он влезе исто така као дел од таа екипа, едно 14 души кои што менуваа меѓу себе и така натаму, невработени или некои вработени, кој он, например, беше у Прилеп, па у Велес, па едва доби премештај, тоест даде отказ или како беше во Велес, за да дојде да учествува во представата. И са со толкав ентузијазам, со толкав елан цело тоа се правеше, а беше... Ви го скршија филмот. И како се собравте после, Игор, околу... Види, ја поинаку го доживувам. Па тоа е само почеток на ова. Значи, мојата прва соработка со Вуси, првото доаѓање исто да работам со него во МНТ и некако после тргна работата. Знаеш, се пуштивме по тобоганот и добра енергија. Да, се случи тоа што се случи. Сега ја не би зборел од историски таму што тоа значи, ама за мене лично тоа значи стварно еден сериозно добар проект кој што обедини голема генерација глумци во МНТ. Знаеме како изгледаше МНТ претходно. И после тоа едноставно се случи, Васил ме викна на разговор, се најдовме и ми рече ке снимам филм. Јас. Идејата мора да кажам дека потекна не само од мене. Тргнавме од Потекна, јас во текот на летот кога отидов на одмори, а мене представата ми беше прекината, тоест премиерата. Не сакаше да се скрши континуитетот на добрата енергија собрана околу Мара Асад. И тогаш со Оливер Митковски, Николина Кујача, неврзам муавета, што би се десило која, например, еве ниве се собрале таа истава екипа, да. Дел барем од таа екипа, кој што сака, нели? Бидејќи немаме скршен динар, немаме ништо, меѓутоа имаме желба и волја и некое знаење, занат, меѓутоа нема никаква ни техника, нити средства, нити ништо. Дали, например, некој од нас би се нафатил 6 недели, секој ден, по 16 сата, да работи на еден филм? Да, теоретски да, меѓутоа, нели, луѓето си имаат обврски, дел од нив имаат фамилии и така натаму. Да, за без пари да работиш. За без пари да работиш 6 недели, месец и пол, да те нема дома и да не донесеш. Да ме вратам на прашањето. Што би рекле некои од вашите колеги, да ве искористам за политички да ве изманипулирам. Зошто го киднапиравте премиерот? Сега тој е личен став кај што ја ги наведов практично. И зошто баш премиерот, а гледачите кои не гледале и ки имаат можностот утре на Синеплекс на редовниот репертуар да гледаат и Милениум да гледаат овој филм, премиерот е киднапиран кога оваа група на глумци го повикуваат духот на Александар Македонски. Сега, прашањето е како во 2008 вие дојдовте до таа идеја и како таа идеја ве обедини да работите нешто во прилично
субстандардни услови за без пари? Игор. Па во принцип, кога нешто мене ми се допаѓа, ми се свиѓа и застанувам за тоа, мене ми е тоа секундарно после тој финансиски дел и се останато, и техничкиот дел. Искрено, јас во тој период не работев многу, значи бев во период каде што бев од Прилепски театар во Велешки, од Велешки прв пат дојдов во Скопје да работам во МНТ и едноставно ми се случи таа енергија и повикот на Вуси со ова сценарио. Ја кога го прочитав и кога сватив зашто тоа зборува, сватив дека сум дел од тоа и дека сакам да го работам тоа. Значи немаше воопшто Во тоа време тоа делуваше, и ден денеска ќе се зачудат гледачите од коинциденциите, делуваше за вкусовите на владеачката партија субверзивно диверзантски. Апсолутно. И за тебе, Игор, како истина си млад, тогаш особено млад глумец, немаше дилеми дали учествува во таков еден проект на компрометирање на идеологија нема да ти попречи твоите, да речеме, можности за кариера? Искрено ја немав некоја таква позадина, па сега да внимавам да се пазам. Едноставно сега, после 10 години, жал ми е што 10 години не искочи филмот, после 10 години искача, од денешен аспект си викам, леле, колку сме биле точни на времето, нешто што било во зародиш, нешто што сме го осеќале. Затоа што тогаш немаше ни најави за нешто што после тоа се случи. И го доживеавме така како што го доживеавме. Буси ти, Николина и Оливер, како дојдовте до приказката? Овак, значи, пак се вратам на Мара Сад, кој што лидерот на револуцијата Жан Пол Мара го нарекувавме боксер, и кој што беше директна алузија на тогашниот премиер. Неговото лудило и така натаму. Зборувам за моментот на најголемата експанзија, умноболна експанзија, практично општествена, во нашата најблиска историја. Каде што се направи обид за генетски инженеринг на целото население, манипулација со нашата историја, антика и така натаму и така натаму. И се тоа за мене лично делуваше и дендреска, делува сулудо. Маниакално сулудо. И единствен начин за мене, како да кажам, не излагување пишување по Facebook или тогаш MySpace. Мислам дека многу поефектно беше да се обратиме на јазикот со кој што го познаваме, а тоа е уметност. Дали, без разлика дали е тоа театар, меѓутоа бидејќи нормално ми стана јасно дека во било која институција и така се случи. Да ја просто да не можам да влезам во ниједна институција. Единствено реков, ако направиме некој си помак, а тоа е филм кој што сакале некеле ќе го видат луѓе. Значи, доколку успееме да го реализираме. Верувавте тоа дека филмот ќе се појави скоро, Игор, кога влезе во таков еден проект? Мислеше дека наскоро ќе ја видиш и премиера? Да. Просто не ми беше... Види, јас кренав раце едно време од филмот. После тоа, како се случува работите, како сето тоа стануваше, ја викам готово, ова е завршена приказна. Значи, првата година, втора, трета, до кај сме, што сме, како е, има, ќе гледаме некои проекции. И свативме дека тогаш се случи. Мислете дека Вуси ви прави... Па не мислевме, едноставно споделувавме се, ги знаевме приликите, гледавме, знаеме низ што се помина. Едноставно заврши, кај мене лично заврши таа приказна. Едноставно чудно е за актер, мене прв пат ми се случува, чудно е навистина да работиш нешто, а резултатот да не можеш да го видиш. Што мен не ми се случува, еве сега прв пат ми се случува. И да е добро, и да е лошо, представа, не знам што и да е. Како се доживеа сега после 10 години? Па не знам како, малце морам да признам, малку ми беше така. Имав некоја тага, некој жал. Едноставно, не само што прошле 10 години што сум обелел, тоа нема врска. Туку едноставно за тоа чувство дека работам нешто, а не искача и некако како после 10 години веќе друга констелација. Поинаков е градот, се е поинаков. Воздухот е поинаков. Значи се е поинаку. Ама тоа е пак документ за тоа време. Тоа е вредно. Дека некој се побунил во некој време. Не е тоа театарска представа. Дури театарска представа представува документ, а не филм. Филмот останува. Тоа е тоа. Бидејќи сите очекуваа, кај се чукна на врата за да
добиеш средства да филмот се направи. Сега дека шо за мене, ја мислам дека бев наивен дека пази да организираш над 50 и нешто луѓе да работаш 6 недели без скачен динар е најголемиот подвиг. А после тоа мислам дека онака, знаеш, како ќе имаше грижена совест односно нив дека апсолутно, поготово па дури искрено кажано во еден период и престанав, тоест избегнав да се видам со луѓето, заради тоа што на секој гледање беше до кај и јас ќе биде, ама тоа ќе биде помина години. Таман нешто ќе се случи као сега ќе се фатиме да има таму и таму шанса да ни помогне некој да го направиме, ќе се затвори таа квака, ќе се заклучи така да после не знам 5-6 години веќе ми беше срам да се гледам со луѓето и да зборам на таа тема, па меѓу другото и ти си сведок на тоа бидејќи со тебе имав такви дискусии, ако се кажеш бидејќи ти си дел од екипата која што активно учествуваше во филмот и кој што навиваше да се случи се тоа. И кој што се обидуваше практично исто како и многу голем дел други пријатели мои и колеги кои што се обидува реално да помогнат. Сеќавам имаше обиди да се чуклеа ред на државни институции, бизнисмени, фондации некои и така натаму. Меѓутоа сите остана као нерачка и мечка таму кај што не е место. Така. И сега дури повторно добивам онака, меѓутоа сега веќе со смење, фала Богу што не искочи тоа, пошто некој од нас ќе што. Тоа сакам да ве прашам. Од оваа дистанца, сега кога го гледам филмот, што мислите, кога тогаш или сега му е времето на филмот? Апсолутно тогаш. Тогаш се појави. Да, мислам, автентично беше времето, автентично јавноста што се случува. Да, баш лично буквално пример дека јас имам реперкусии приватни, практично, во мојот приватен живот врзани за овој проект, кај што моите најблиски едноставно рекоа немој случајно да се случи филмов да искочи, пошто ќе те немаме како да, ќе имаме проблем. Може ли накусо, бидејќи гледачите, ние сме длабоко можеби во филмот сите, јас сум го гледал, вие сте глумеле, јас ете имав таа мала епизодна улога. Може ли накусо сижето за нашите гледачи да го представиш? Да, меѓутоа не би го раскажал крајот, сигурно не. Се разбира, да. Работа прво и основно, значи станува брза политичка сатира. Да. Комедија, меѓутоа не е класична комедија, нели, на обични африканци, на еден дечко сретна девојка, не. Станува збор за група на млади дечки кои што се зезат, кои што се забавлjaат и кои што идат на еден афтер, после некој журка во диско. Еден од нив има таен план да снима некој си порниш, пошто така му е ветено однесе на некои си... И што е добра илустрација за состојбите воопшто во филмската продукција, единствената перспектива се гледа во снимање на порно, како може да се заработи, а не инвестиција во уметност. Така. И на авторот, усвари, он организира да едно од нив која што има некои си као моки, да го повика духот и сите да, нели, пошто тоа му е сценарио, да го повика духот на Александар Македонски. И ги тераат сите, нели, да го забистуваат и да го изговарат името на Александар. Меѓутоа, сите они се бават со некои собствени теми и наместо духот на Александар Македонски се кај нив во клубчето. Духот се материализира во премиерот. Во премиерот. И сега они се тука затворени во еден простор каде што они не сакајки стануваат како негови киднапери. Нити може да го пуштат да избега надвор, пошто ќе ги издаде, ќе настрадат. Нити па може да го нели. Не се такви луѓе кои што би го решиле многу попросто. Да. Така да се заробени практично една ситуација со него. И тука тргнуваат проблемите. Значи они сакале едно да дознаат, им се појави тоа што им се појави и тоа е веќе сериозен проблем. А потоа треба да трпат и тука веќе почнува, како што рече Вуси, не би било во ред да откриваме детали од и крајот особено на филмот, бидејќи за кој сака ќе оди и ќе го види целиот филм како што треба во Cineplex. Инаку исто така како човек кој ете учествувал на големо задоволство и чест, а и го гледа филмот, има една
изразено поинаква естетика, многу невообичаена за македонски филм. Кој е, како режисер, која ти е инспирацијата? На што се драматуршки на што се реферираш естетски? Па немам некој конкретно референција у смисла сакам да личи на тој или тоа. Меѓутоа, знаеш, драматуршки за разлика од она што е класика, каде што имаш еден протагонист и еден антагонист, овде има само еден антагонист, а протагонисти се 17 луѓе. Да. Кои што се против, тоест у конфликт со тој едниот кој што е најек од сите. Премиерот. И заради тоа веќе сме скршиле она класична форма на драматургија каде што еден човек се бори против нешто. И заради тоа практично драматургијата е на некој начин искршена, тоа е секој од своја перспектива тие 17 луѓе ја прераскажуваат практично неволјата во која што се нашли. Секој од своја перспектива, секој од своја глава и секој со своја верзија. И практично нема главен, сите сте главни ликови ако добро разбирам. Игор, ти си се викаш фаца во филмот. Да. И ти си човекот кој постојано во текот на дејствието на филмот конзумира марихуана. Што исто така тогаш во 2008, па и до денеска, жалост, во однос на предрасудите, делува прилично субверзивно. Па да, тоа така Васил го напишал сценариото, ама сепак тоа е група млади луѓе кои што во тие години нели искачаат, одат на техножурки, одат на журки, се дел од некоја андерграунд култура и кои што после тоа прават забави домашни, приватни. И така да во врска со тоа што конзумирам во филмот такви работи, тоа си е дел сценарио. Дел од сценарио кој што јас си го сработев баш како што треба. Има впечатлива епизода е кога разговараш со властите и кога како услов за да го ослободите премиерот велиш дека бараш градски трговски центар да се офарба во сино и да на него да се стават розеви слончиња, а наместо крстот на водно да се најде едно мече, големо мече кое сите би го гушкале. Да. Па откако ќе си го закачиме тој проблем, сите наоѓаме начин како да се спасиме. Има некои се јавуваат, па сакат да преговараат, некои сакат да се спасат луѓе, некои треба свадба да прави па да си одат. А јас условите, нема да те пари. Секој некој бара и пари, мислам дека некои се спомнува и таа опција дека ќе бараме многу пари. А јас веројатно под влијание на тие психотропни субстанции барам да ми се исполни тоа, што на некој начин пак е коментар на нешто што се чувствуваше тие години. На некој поинаков начин. Тоа почна најавите за ГТЦ. Тоа немаше се уште најави за ГТЦ, меѓутоа имаше најави за антикризација. Најави. Единствено што имав изградено, тоест има изградено е крстот на водно. Да. Имаше најави дека да центарот на Скопје ќе се дешава оние скали, не знам ти што. Меѓутоа тоа беше само најава у кој што никој од нас лично не веруваше дека стварно дека е можно да се случи. Дека со првиот проект тоа ќе замрике. Вие ако можам да вака заклучам, уствари вие не сте биле свесни со каква сериозна ситуација влегувате во двобои. Па искрено да ти кажам, ја бев свесен, али ги наведов другите да не бидат свесни. Ти си тој кој... Ја не бев, навистина не бев. Затоа ја велам, затоа кажав на почетокот дека чувствувам некоја тага заради тоа што филмот не искочи во вистинското време, затоа што сега искача реферира на нешто што е сосема друго. Игор, да те прашам, ако изгледаше тогаш, ваков каков што е, каков што го гледаме, јас сум новинар и знаете многу добро дека многу мои колеги кои има на известен начин така експлицитна критика се соочија со многу проблеми. Од оваа дистанца, не мислиш ако изгледаше тогаш дека можеби животот ќе ти беше потежок во изминатиот период? Не знам што да кажам, веројатно може да е така, да. Не сум ја гледал, не сум гледал така на работите, ама веројатно може да беше така. И Васил, како конечно се финализираше целата приказка? Конечно финализираше што конечно
еден од ретко добрите луѓе, мислам ретко добрите усмисла на правите луѓе во националните институции, дојде за директор на агенција за филм и имаше досуг, да, Горјан Тодија, имаше досуг да ме слушне едноставно. Да слушне дека има во Македонија постои филм кој што е таков и таков, кој што не е завршен заради тоа што некој го блокирал, некој го зауставил и ги затворил сите врати и така натаму. И имаше доволно досуг да тоа го предложи на органите таму, нели, и овона, и да они изгледат во пресрати да кажат чекате малку за многу мали средства, кои што се помали и од буџет за еден краток филм, нека да биде реално. Не, може ли да прашам, колку чини целиот филм? 90 минути. Колку би коштал? Не, за колку пари се направи тој филм 90 минути? Прво беше направен за нула. Да. Буквално за нула. Да. Имавме од ФУФО пици секој ден, и ти јадеш од... Не частеше? Не частеше ФУФО пици секој ден. Тоест, те беше ручек и вечер, него вечера и доручек. Пошто работев по 16 сата, па на два пати... Во оној хангар кој беше многу студен, се сеќавам. Јас кратко бе, вие таму окапавте, јас бе многу кратко, ме беше знам многу лан. Да, и така да, он беше реално направен за нула. Не, овака. Она што веќе идеше постпродукцијата. Постпродукцијата, дел од постпродукцијата, бидејќи дел веќе беше направен. Значи, монтажата беше веќе завршена и така натаму. И дел од тонската монтажа. Меѓутоа, она што на вистина требаше да се направи, беше колор корекција, специјални ефекти. Што реално треба машини и луѓе за тоа, него. И на крајот текстата и композитори, и тонска обработка и така натаму, за да искочи нели кој што треба у кино. И уште еден сегмент ќе додам дека едините реални средства, ова го кажам као тајна, меѓутоа јавно го кажам на телевизија, дека Лабина Митевска, ја не се ни познал со неа, слушнала дека таков и таков филм постои и се прави со ова. Да, и останало неколку траки, филмски траки лента. Ви ги подари? Не ни подари, она ги продала на старо и средствата што ги добила тоа ги даде у филмот. И тоа се единствените средства кои што влегле живи пари за да купиме реквизита и освен пица, некои бурек и јогурт. Да. Да, тоа е интересно, Игоре, пред крајот сме веќе... Мене впечаток ми направи дека кога нешто се сака, некоја си не се важни парите и се прави. Па да, само што не знам, некој кажа деновиве сега, кога помина премиерата од екипата, не знам кој, вика вакво нешто се случува еднаш во кариера, еднаш во живот. Да. И стварно мислам дека е така, да се соберат толку луѓе со иста идеја и да прифатат да снимат нешто што денес е стварно многу тешко 3 дена да се собереме тројца глумци и да направиме проби за представа, а не 40 дена, над 40 дена да бидеме секој ден и да работиме и да снимаме по 10 по 12 сати на ден. Така да тоа од денешен аспект си викам, баш е... Дури не ми е верно дека сме до... Да, баш еднаш се случува. Тие новогодишни празници. Кога сите славеа, ние работеме така, пошто инкогнитори. Тука ме, да. Добро, филмот, премиерата е утре на редовен репертуар на Cineplex и Millennium. Што понатаму со филмот си? Понатаму се надевам дека иде во Републиката, па ќе се прикажува тука по кината и нормално го аплицираме, сега ќе го аплицираме по фестивали и се надеваме дека негде ќе биде пример. Океј, Игор Вуси, фала ви многу за овој разговор, оваа најава, за овој многу убав настан и на крај како одјава на овој долг ден во отвореното студио, трейлерот од Хеј и тоа како се киднапираше премиерот. Погледнете го. The most talented filmmaker in Europe. He just finished his foreign feature debut, and you have to see it. And what's the story about? About the ghost of Alexander the Great. Hey! Hey, baby, what would you, honey, if I
Koji vi ovo je? Premijer. Znate li koji sam ja? Pa ja sam... Pa će ga uništen, site, mamu i vašu kidnapersku, narkomansku, terorističku... Ideme sada jedan patriotski film. Ajde.